Почитувани гледачи, вие сте со најновото издание на Урбаните вести, кои ги започнуваме со веста дека британската амбасада во соработка со британската бизнис група во Македонија денеска организираше хуманитарен концерт за домовите за деца 11 октомври и 25 мај во општина Бутел. Останете со нас. Детски ликовен ден на ликовната колонија Љубенци 2013 се одржа традиционалната манифестација Празник на липите. Во петок стартува 34-тото издание на Скопско лето. Започна реконструкција на училишните спортски сали во аеродром. Триесетина најталентирани ученици од сите основни училишта во општина Бутел на детскиот ликовен ден во рамки на ликовната колонија Љубенци 2013 сликаа на големо платно на тема Скопје низ моите очи. Со оваа активност ликовната колонија Љубенци 2013 стана дел од големото чествување по повод 50 години од скопскиот земјотрес. Скопје се сеќава. Томислав Атанасовски. Во рамките на третата ликовна колонија Љубенци 2013 денеска се одржа детскиот ликовен ден. 30 најталентирани ученици од сите основни училишта во општина Бутел сликаа на големо платно долго 10 метри и широко 1,6 метри на тема Скопје низ моите очи. Со оваа активност ликовната колонија Љубенци 2013 стана дел од големото чествување по повод 50 години од скопскиот земјотрес Скопје се сеќава. Денеска ликовната колонија ја посети градоначалникот на општина Бутел Петер Латиновски, кој се запозна со работата на постарите и најмладите уметници кои сликаа дела од старата архитектура на ова населено место и мотиви од Скопска Црна Гора. Денеска како градоначалник заедно со учениците и директорите од основните училишта сум во работна посета на третата поред ликовна колонија Љубенци 2013. Навистина нешто кога ќе се почне поминува во традиција представува задоволство, значи интересот на граѓаните бил и затоа продолжуваме со ова ликовна колонија. И само она што е многу значајно, многу битно, би сакал три сегменти да потенцирам, а пред се не случајно одбрана е Скопска Црна Гора како и Љубенци како место каде што се одржува ова ликовна колонија. Значи имаме мотивите за уметниците се огромни, почнувајќи од убавите пейзажи на Скопска Црна Гора, од традицијата, од архитектурата, од културно-историските споменици со кои што е богата ова наша Скопска Црна Гора, значи представува еден импулс, еден мотив каде што уметниците можат да креираат. Меѓутоа мислам дека покрај творечкиот, покрај уметничкиот карактер на ова ликовна колонија Љубенци 2013, мислам дека ликовната колонија има и едукативен карактер, што лично јас како градоначалник сум многу задоволен, затоа што започнаме веќе уште од првата година интересот кај учениците да денески тие учествуваат, самите можете да видите со своји уметнички творби, а она што ми представува посебно задоволство кога овие 30 ученици кои што денеска тука творат, пренесуваат и се другаруваат со други 300 ученици. Едноставно Бутел оваа недела живее и се зборува за ликовната колонија која се одржува во ова населено место. Ликовната колонија ја посети директорката на Универзалната сала Скопје, Вера Бошковска, која е и главен координатор на одборот за одбележување на 50 годишнината од скопскиот земјотрес Скопје се сеќава. Во името на град Скопје, големо задоволство ни е што еве и општина Бутел и ова ликовна изложба е дел од програмата за одбележувањето на 50 години од скопскиот земјотрес, што можеме заеднички да ги потсетиме граѓаните на тој настан и како што напомена градоначалникот, Скопје се сеќава и општина Бутел памети. И благодариме многу што се дел од ова одбележување. Инаку на ликовната колонија што започна со работа минатиот петок и ќе трае до овој петок 21 јуни, учествуваат повеќе афирмирани сликари меѓу кои Данчо Ордев, Стефан Хаджи Николов, Илија Бугоевски, Драгин Ајденовски, Арбен Бекири, Владимир Лазовски, Небуше Ајети, Билјана Цветковска и други. Задоволство ми е аудиториумот да го поздравам од убавото Љубенци, од просторите каде што творат ликовните творци, младите ликовни идни уметници, децата од општина Бутел, кои со творечката работа, со нивните очи видувања, преку својата фантазија, го збогатуваат просторот Скопје, стварат еден мал мозаик
кој ќе го дополни културното живење на општина Бутел. Ликовната колонија Љубанци 2013 завршува в петок на 21 јуни, а досека беа создадени 30 уметнички слики. Годинава за прв пат на оваа веќе традиционална културна манифестација, неколку уметници работија и скулптури од дрво. На есен, делата од оваа ликовна колонија ќе бидат презентирани на јавноста. Ќе биде организирана ликовна изложба со пропратен каталог, а потоа дел од уметничките слики ќе останат трајно да ги разубавуваат ѕидовите на административната зграда на општина Бутел и основните училишта на територија на општина Бутел. Ликовната колонија Љубанци 2013 е во организација на општина Бутел, а под покровителство на градоначалникот Петре Латиновски. Во периодот кога цветаат липите, чиј опоен мирис го најавува доаѓањето на летото, Скопје секоја година ја слави поезијата, со што се одбележува традиционалната поетска манифестација Празник на липите. И денеска липите се славеа со убавите поетски стихови. Елизабета Дамјановска. Денеска во просториите на Друштвото на писателите на Македонија се одржа традиционалната манифестација Празник на липите. Председателот на организациониот одбор на манифестацијата, Христо Петрески, со нескриено задоволство ги поздрави присутните и во поетски стил истакна дека за него липите се едни од најубавите и најблаготворните растенија и вистинска привилегија е да си скопјанец, затоа што можеш да ги отвориш прозорците и да уживаш во нивната убавина и опоен мирис. Липата е едно од најубавите и најблагородните стебла, па голема привилегија е да си скопјанец. Да го гледаш од прозорецот или додека минуваш по улиците или додека шеташ во паркот, златниот цуд на липите, но и да вдишуваш од опојниот, прекрасен и незаборавен мирис. Скопје е град на липите, без нивното постојано обновување, ќе нема ни оваа наша врвна и единствена меѓународна книжевна манифестација во градот Скопје. Нека не заборават да засадат барем 2013 или 2014 нови садници, колку што и календарски години броиме во овој новомилениумски век. Пишаниот збор предаден преку творбите на поетите, без разлика дали е лирична, елегична, надреалистична или современа поезија, останува како дел од севкупното уметничко, културно и цивилизацијско наследство на градот Скопје и Република Македонија, истакна денеска председателот на Советот на град Скопје Ирина Мишева. Липите се препознатлив дел на скопските пейзажи и се интегрален дел од старите скопски улици и мала. Секоја година, традиционално, Скопје ја слави поезијата и убавата реч, затоа манифестацијата Празник на липите представува еден вид симбиоза меѓу две различни естетски компоненти на градот. Во рамки на празнувањето на липите, символот на Скопје, беа представени годинишните добитници на наградата Книжевен жезол, поетите Евтим Клетников од Македонија и Анте Стамак од Хрватска. Председателот на Друштвото на писателите на Македонија Раде Силјан на добитниците на наградите им ги врачи признанијата Книжевен жезол, а председателот на Советот на град Скопје Ирина Мишева на добитникот од Хрватска Анте Стамак му додели признание за почесен поет на Скопје. На поетскиот митинг Поетите за Скопје поетската порака ја прочита Василе Димески, а свој поетски настап има и други поети, членови на Друштвото на писателите на Македонија. Македонската филхармонија и Младинскиот културен центар утре на 20 јуни со почеток во 21 часот во градскиот парк го организираат традиционалниот мултимедијален спектакл Види музика, слушни слика, доби и книга. Изборот на музиката падна врз повеќе незаборавни музички numери кои се добро познати на сите генерации и кои ветуваат спектакуларно музичко доживување. Спектаклот ќе го надополнат ликовните перформанси на академските сликари браќата Емил и Тони Шулајковски, кои ќе сликаат на платна со огромни димензии, кои ќе представува вистинско ликовно празнување за влюбениците во ликовната уметност. Оваа година изборот за 20.000 подарок книги е реномираниот македонски поет Никола Маџиров со збирката песни Еден ден ќе се сретнеме. Книгата Еден ден ќе се сретнеме на Никола Маџиров е избор на досега необјавени песни и песни од поетските збирки заклучени во градот Некаде никаде, Асфалт на небо и Преместен камен. Овој петок со музичко-сценски спектакл Бетовен 9-та симфонија стартува 34-тото издание на Скопско лето 2013.
Програмата на Скопско лето 2013 ќе биде збогатана и со специјална проекција на турскиот филм Долга приказна, а ќе бидат прикажани 10 театарски представи и 2 премиерни гостувања на театрите од Прилеп и Струмица, како и неколку изложби, меѓу кои изложбата на Марија Светиева со која се одбележува 25 години од низиното ликовно творештво. Ивана Митковска. На првиот ден од летото и светскиот ден на музиката 21 јуни свечено ќе биде отворено Скопско лето 2013 со музичко-сценскиот спектакл